U svoje zemlje. Kažete tamo da ste ovdje vidjeli jedan narod koji je u prošlom ratu strahovito postradao i koji još uvijek teško osjeća posljedice tih ratnih pustošenja, ali koji više svega voli svoju slobodu, nezavisnost i mir i spreman je da se uvijek žrtvuje za te principe. Kažete da smo vam mi ovdje dali svečano obećanje koje je jednako zakletvi, da nikada naši narodi neće protiv nikoga prvi dignuti svoje oružje i ugroziti bilo čiju slobodu i nezavisnost. Ali isto tako kažete i to da su naši narodi spremni braniti svoju teško stečenu slobodu do zadnjega daha. Mi smo more krvi proljeli za bratstvo i jedinstvo naših naroda. Nećemo nikome dozvoliti da nam dira ili da nam ruje iznutra, da se ruši to bratstvo i jedinstvo. Судирот на Комунистичката партија на Југославија со Инфробирото во 1948 година, односно нападот на Сталин врз Југославија, беше настан кој предизвикал бројни промени во развојот на југословенското општество, со широки меѓународни импликации. Во тој вртлок на промени и жестока идеолошко-политичка поделба, оптеретена со економски санкции и воени закани, се најде и Народна република Македонија, која претрпе бројни долгорочни негативни последици како на внатрешен, така и на надворешен политички план. U najmanju ruku nelojalno, neobjektivno ponašanje prema našoj partiji i našoj zemlji. To je rezultat strašne zablude. Судирот предизвикал радикална промена на односите помеѓу Југославија и соседните држави и партии. Дотогаш блиските и пријателски односи со Бугарија и со Албанија, која глорификуваа улогата на Јосип Броз Тито во антифашистичката борба и комунистичкото движење, беа заменети со жестоки вербални навреди, омаловажување, прекинување на стопанските врски и предизвикување погранични инциденти. Од 1948 Македонија се најде заокружена со речиси најзатворените граници во современа Европа. Физичката и духовната комуникација помеѓу поделениот македонски народ на Балканот беше сведена до занемарлив степен. Периодот од 1944 до 1948 година може да се одбележи како период на блиски добрососедски односи помеѓу Југославија и Бугарија, кои настанаа благодарение на 9-септемврискиот преврат во Бугарија и формирањето на владата на Татковинскиот Отечествен фронт, коалиција од повеќе партии. Во овој период, за прв пат официјална Бугарија го призна постоењето на македонската нација и им даде национални права на македонците во незините граници. Во Пиринска Македонија беше воведена културна автономија, а Јосип Броз Тито и Ѓорѓи Димитров водеа преговори за Југословенско-Бугарска федерација, во чии рамки требаше да дојде до обединување помеѓу Вардарскиот и Пиринскиот дел на Македонија. Иако и при преговорите за федерација имало различни пазарења и скриени политички цели, сепак со резолуцијата на Информбирото од 28 јуни 1948, Бугарската комунистичка партија преку ноќ ги нарушува блиските и пријателски врски со Комунистичката партија на Југославија и започнува силна антијугословенска кампања. Приврзувајќи се целосно во братска дружба со СССР, бугарската влада започнала жестока идеолошка кампања против Југославија, раскинувајќи ги сите договори за пријателство и економска соработка. Уфрлањето на агенти, непријателството и граничната напнатост станувале секојдневие на македонско-бугарската граница. Истовремено започнало укинување и на национално-културната автономија на македонците во Пиринскиот дел на Македонија, односно во Благоевградскиот округ. Набрзо бугарската влада застанала на старите позиции на негирање на македонската национална посебност. Сепак и на вториот попис од 1956 македонците можеле да се декларираат според својата етничка припадност,
така што нивниот процент во Благоевградскиот округ изнесувал 63,64% од вкупното население. И покрај ваквите пописни резултати, на македонците им биле одземени речиси сите други права. Дури биле прогонувани, преселувани, интернирани, апсени и осудувани на долгогодишен затвор сите оние кои останувале доследни на манифестирањето на својата македонска национална свест. Особено жесток во нападите на Југославија, на Комунистичката партија на Југославија и на Тито бил Енвер Хоџа, иако Албанија не учествувала во основањето на Информбирото. Дотогашните блиски односи и пријателство биле преку ноќ заборавени, со што дошло до целосен пресврт во југословенско-албанските односи. Веднаш по првата резолуција на Информбирото на 29 јуни албанското раководство на чело со Енвер Хоџа, поддржувајќи ги становите на Информбирото, ги осудило раководителите на Комунистичката партија на Југославија како ревизионисти и троцкисти. Со својата агресивна пропаганда и провокаторска политика, Албанија може би имала примат пред сите лагерски земји во нападите на Југославија, користејќи се притоа и со албанското малцинство во Југославија. Идиличната краткотрајна љубов помеѓу Јосип Броз Тито и Енвер Хоџа, искована заради заедничката борба против фашизмот и за високата цел на комунизмот, била неповратно загубена. Меѓусебното славење и воздигнување беше заменето со најгруби навреди, со исконструирани лаги и невистини, со постојано подпирување на меѓуетничката недоверба, нетолеранција, дури и омраза и со отворено барање за создавање на голема, етнички чиста, гетоизирана држава на албанците. Во таквата непријателска клима беа раскинати сите договори за пријателство и соработка. Од Албанија беа протерани воените и цивилните инструктори кои Народна република Македонија и Федеративна Народна република Југославија ги испраќале на помош на албанскиот народ. Истовремено се протерани македонските учители кои во периодот на блиската соработка и отворените граници беа испратени да ги учат на мајчин јазик македонците во делот од Македонија, кој во 1912 и 1913 беше приклучен кон новоформираната држава Албанија, Мала Преспа, Голобрдо и Пустец. Како и во Бугарија, и тука дојде до влошување на положбата на македонскиот народ, кој беше под постојана политичка тортура, му беа ограничувани националните права и стопанските перспективи и беше доведен до работ на екзистенцијата. Енвер Хоџа започнал да спроведува силна индоктринација на граѓаните на Албанија за предстојната инвазија на Југославија, така што државата ја претворил во градилиште на илјадници бункери. Од друга страна, најголемиот дел од народот живеел во сиромаштија, во режим на терор и целосно нарушување на човековите права и слободи. Братья и сестры в тылу наших врагов, временно подпавших под иго немецких разбойников, наши славные партизаны и партизанки, разрушающие тылы наших врагов, от имени советского правительства и нашей большевистской партии приветствую и поздравляю вас. Во рамките на Југословенско-советскиот судир, меѓу другото, дојде до нарушување и на односите помеѓу Комунистичката партија на Југославија и Комунистичката партија на Грција. Прифаќајќи ја резолуцијата на Информбирото, грчкото партиско раководство на чело со Никос Захаријадис започнало кампања против КПЈ, а голем дел од македонците во редовите на Комунистичката партија на Грција биле отстранувани и политички изолирани со наводниот страв дека и служат на КПЈ и на Југославија. Со тоа национално-ослободителното движење на македонците во Грција претрпело сериозен удар. Истовремено, тоа е период кога е видлив поразот на демократската армија на Грција во рамките на граѓанската војна, така што раководството на Комунистичката партија на Грција настојува вината за поразот да ја префрли на други фактори – на САД, Велика Британија, Југославија и организацијата НОФ на македонците од Егејска Македонија. Македонското антифашистичко и национално-ослободително движење било прогласено за непријателска агентура во Грција. Централната служба за безбедност на ДАГ формирала и специјално одделение со задача да се пресметува со Титовите агенти.
во функција на докажување на обвиненијата со кои беа теретени македонците, биле преземани низа репресивни, административни и морално-политички мерки. Низ различни пишувани материјали обвинети се бројни македонци за контрареволуционерна шпионска дејност во корист на Титова Југославија. Одделни борци се судени, а дел од нив стрелани. Покрај наведеното, во јули 1949 во Вичо, службата за безбедност на ДАГ со одобрение на раководството на Комунистичката партија на Грција организира логор во кој беа изолирани голем број македонци осомничени за соработка со Југославија. Во анализите околу поразот на Демократската армија на Грција, во резолуцијата на 6-тиот плениум на Централниот комитет на Комунистичката партија на Грција, одржан на 9.10.1949 година во Бурели, Народна република Албанија, и во други партиски документи се тврди дека причините за поразот биле неограничената помош што САД и Велика Британија му ја дале на атинскиот режим и предавството на Тито и на неговата агентура во Грција. Во документите се потенцира потребата од немилосредна борба против остатоците на Титовите агенти во ДАГ и на цивилното население кое ја напушта Грција. Ваквиот став значеше продолжување на антимакедонската офанзива во емиграција. На почетокот на 1951 со одлука на Политбирото на Централниот комитет на Комунистичката партија на Грција беше формирана специјалната институција наречена Одделение за будност, во чија работа беа ангажирани и советски инструктори. Ова одделение одигра особена улога во репресијата и прогонството на македонците под наводно идеолошко-политички превес. Основна задача која одделението ја доби од раководството на Комунистичката партија на Грција беше да ги обвини раководителите на македонското ослободително движење во периодот од 1941 до 1949 година за поткопувачка и агентурска дејност во корист на Белград и на интелидженс сервис. Осврнувајќи се нешто подоцна во 1957 на овој период, органот на Комунистичката партија на Грција, Неос Козмос, пишува дека на македонците без никакви основи им се лепени етикети на агенти, непријатели и слично, дека врз основа на обвинението дека се Титови агенти биле прогонувани и апсени. На другата страна, водејќи интензивна идеолошка борба со СССР и останатите земји членки на Информбирото, во периодот од 1948 до 1956 година, Комунистичката партија на Југославија била исплашена од евентуалната информбировска заразеност на бегалците кои нашле прибежиште во источноевропските земји. Но и покрај стравот од уфрлени агенти, раководството на Комунистичката партија на Македонија настојува поголемиот дел на бегалците од Егејска Македонија политички да ги активира и помасовно да ги вклучи во партиските редови. Сепак, ваквите настојувања биле повеќе декларативни, зашто во практиката мош не се внимавало за приемот на така наречените егејци во редовите на Комунистичката партија на Југославија и на Комунистичката партија на Македонија, кои дури се ставале во посебна етничка графа кога се изнесувал етничкиот состав на членовите. Покрај влошувањето на меѓународната положба на Македонија и македонците, времето на судирот на Комунистичката партија на Југославија и Инфробирото на внатрешно-политички план представува најсталинистичкиот период од развојот на современата македонска држава. Според репресијата која била нашироко применувана врз ареалните и наводните приврзаници на резолуцијата на Инфробирото.
највековниот сон на македонските селани. Се изврши аграрната реформа со која земјата стана собственост на оној што ја работи. Заветот на партијата и Тито стана стварност. Покрај политичките прогони, во исто време се спроведуваат различни економски мерки кои оставиле долгорочни негативни последици врз развојот на републиката, меѓу кои национализација на помалите стопански капацитети во 1948 година, национализација на големите сточни стада, уништувањето на козите, колективизацијата на селото, ригорозните стапки на задолжителниот откуп и така натаму. Така заедно со лицата судени по информбировска линија, на удар се нашле многубројни представници од различни социјални слоеви кои биле одведувани во бројните логори, особено масовно во периодот од 1949 до 1951. За резолуцијата на Информбирото, поточно за СССР, во Македонија се определиле некои стари прекалени борци на Народно-ослободителното движење, поранешли членови на ВМРО Обединета или предвоени комунисти од Коминтерновска школа, кои државотворната иднина на Македонија не ја гледале единствено во рамките на Југословенската федерација, туку се борели и за други опции, а пред се за интегрално решавање на македонското прашање. Некако се стекнува впечатокот дека судирот со Информбирото им послужил на централните државно-партиски органи да расчистат со кадрите кои биле носители на поинакви опции или мислења во однос на генералната линија на Политбирото на Централниот комитет на Комунистичката партија на Југославија или на неговите сигурни кадри во Македонија блиски до Лазар Колишевски. Одржувањето на првиот конгрес на Комунистичката партија на Македонија од 19 до 24 декември 1948 година ја означува еуфоричната атмосфера на прифаќањето на директивите на петтиот конгрес на Комунистичката партија на Југославија, конгрес на кој Јосип Броз Тито доби целосна поддршка за неговата тековна политика и во одбраната од нападите од страна на СССР и Информбирото. Со промените на југословенско-советските односи, речиси преку ноќ се менуваат мерилата на вредностите на водечките личности. Тито, Сталин. На дел од членството на Комунистичката партија на Македонија, збунети со новостанатата ситуација, им се наметнува прашањето. Зошто? Во тие критични денови бил доволен само сомнеш за да се стигне до затвор под оптужба за прифаќање на резолуцијата на Информбирото. Се создава систем на доушници, во кој блискиот се сомнева во блискиот. Твое гледиште, да знамо оценити шта е правилно и шта nije правилно. Заради силниот притисок однадвор и внатрешните сомневања и несигурност, највисокото југословенско раководство смета дека е неопходно изолирање на сите приврзаници на СССР и на резолуцијата на Информбирото, но и на сомнителните. Така се раѓа и логорот Голи оток, кој ги исполнувал сите потребни услови – изолираност, тајност и невозможност за бегство. Формирањето на овој злогласен логор било направено со дозвола на Јосип Броз,
и со знаење на неговите најблиски соработници и водечките личности на службите за внатрешни работи. Покрај Голи оток, со трите концлогори, Голема Жица, Работилиште 101 или Петрова дупка и женски логор, постоеле уште 23 други логори, меѓу кои логорите на островите Гргур, Углјан и Раб, логорот Стара Градишка, Билеќе, логорите за жени Рамски Рид и Забела, потоа логорите во Сремска Митровица, Сараево, Лепоглава, Нови Сад, Љубљана, Загреб, Титоград и во другите поголеми градови во Југославија. Во Народна република Македонија, покрај централниот затвор во Скопје и Дризово и локалните затвори во другите градови, постоеле работни логори во Маврово, Преспа, Моноспитово и така натаму. На Голи оток, наречен Мермер или Камен, првите казненици биле доведени на 9 јули 1949 година. Од вкупно казнуваните и осудени за информбюро 16.731 лице, за кои досега се знае, иако бројките се нецелосни, според националниот состав, Срби биле 7.235, Хрвати 2.588, Словенци 566, Македонци 883, Црногорци 3.439, Албанци 436, Унгарци 244, Италијанци 87, Бугари 251 и други. Според податоците сочувани во Државниот архив во Загреб, на Голи оток умреле 450 осудени. Од осудените лица во 1948 година, на Голи оток биле упатени 820 казненици од Македонија. Во 1951 година починале 5 лица, чие место на закопување е непознато, а на гробиштата во Риека, Хрватска, биле закопани уште 4 македонци починати на Голи оток. Иако низ евиденцијата за македонците на Голи оток се наведува бројот 883, со дополнителни истражувања се утврдува дека дел од голооточаните ги нема во официјалните списоци, а уште помалку можат да се најдат лицата репресирани за информбюро, зад кои не останала никаква пишана трага, или кои ни пред своите семејства се до смртта не ја споделиле својата лична информбюровска драма. На Голи оток или во други затвори, изложени на сурово измачување, за реална или наводна приврзаност кон СССР, Сталин и инфробирото, беа бројни македонски дејци, прекалени комунисти, шпански борци и учесници во Народно-ослободителната војна, членови на президиумот на АСНО и раководители од разни сектори во државата и интелектуалци. Панко Брашнаров, Павел Шатев, Ризо Ризов, Мире Атанасовски, Петре Пирузе Мајски, Димче Аджимитрески, Лазар Соколов, Владимир Полежановски, Генадиј Илиевски Лешко, Венко Марковски, Раде Лешко, Кемал Аголи, Неджат Аголи, Кирил Камилов, Богоја Фотев, Иван Точко и ред други. Судените за информбюрото или повратниците од Голи оток и другите логори во Македонија со децении биле луѓе со дамка, жигосани како непријатели и бојкотирани во многу средини. Тие биле под постојана присмотра, нивното однесување следено, посебно на оние кои како превоспитани требало да се вратат во партиските редови. Партиските организации на теренот, во духот на социјалистичката статистика за евидентирање на се и сешто, педантно го воделе бројот на превоспитаните, нивното држење и поднесувале редовни извештаи до Комисијата за информбюровски проблеми при Централниот комитет на Сојузот на комунисти на Македонија. На крајот, дел од нив добивале шанса за повторен прием во Сојузот на комунистите, но речиси никогаш докрај не биле рехабилитирани. Некогашната редовна точка на дневниот ред на партиските состаноци,
Критика и самокритика му давала право на секој член секого да го прашува. Тоа бил начин за градење искрени другарски односи во партијата. По објавувањето на резолуцијата на Информбирото станувале сомнителни сите оние кои прашувале. Другарските и искрените односи биле заменети со страв и сомнежи. Наместо демократскиот централизам во практиката била воведена автократска власт. Партиските состаноци се претвориле во места каде што се прифаќала линијата на партијата, односно ставовите изнесени во јавните говори на Јосип Броз Тито и најтесното сојузно раководство и во партиските материјали доставувани од повисоките до пониските партиски инстанци. Неговите зборови ги раскрилија уште појасно, уште посветло перспективите на нашиот народ, на нашата денешна борба. И верата дека нашата земја родена низ тешки напори и борби ќе ги преодолее сите тешкоти по патот кон социјализмот, стана уште поцврста и појака. Во првата половина на 50-тите години покрај партискиот монополизам веќе се чувствуваат некои нови ветрови во науката, културата, уметноста. Во Македонија се јавува наплив на нови генерации творци кои не можеа повеќе да останат во рамките на социјалистичкиот реализам. Започнуваат дебати околу интимната лирика, се барат нови изрази во ликовната уметност и покрај страхот од партиска оценка. Се јавуваат творци со критички ноти кон постојаната стварност. Со деценија југословенскиот државно-партиски врв се обидувал да ги продлабочи промените кон изградување на подемократски систем, но при тоа да не ја загрози со ништо сопствената положба и привилегии. Постоењето на расчекор помеѓу прокламираната демократија како обид за дистанцирање од сталинизмот и вистински авторитарната власт на неприкосновениот државно-партиски врв по смртта на Јосип Броз Тито доведе до забрзано распаѓање на неговото револуционерно дело. Умро е друг Тито. CBS Evening News with Morton D. The great Allied leaders of World War II, all gone now. 40 years of Yugoslav history was over.